Временските услови се погодни за земјоделски активности. Иако земјоделците стравуваа од наглото топење на снегот и поплави, до тоа не дојде. Се зголеми само процентот на влагата во почвата. Во моментов условите за земјоделски работи на отворено, кроење на лозата и овошките се одлични, па земјоделците веќе ги подготвуваат површините за рано градинарско производство. Но за да имаат квалитетно производство, земјоделците е потребно да ги заштитат растенијата уште пред самиот расад, советува Ристо Велков од Сојузот на синдикати на земјоделци од Струмичкиот регион. Нашиот земјоделски производител поготово одгледуваш на рано градинарски култури. Во текот на растопроизводството еднаш до два пати да изврши соодветна заштита во зависност од начинот на производството. Веќе рековме, бидејќи во последен тренд е нашиот земјоделски производител, мислам дека неминовно е прво да стапи во интегрален начин на производство, а потоа, бидејќи европскиот пазар и поголемиот пазар го бара органскиот начин на производство, лека по лека мора да се адаптира на органски начин на производство, што значи дека третираните култури за време на расплодопроизводство неминовно е еднаш после 15 дена по поникнувањето да се изврши третирање кај интегралниот начин на производство со препарати кои што се дозволени на зелената листа на употреба, додека кај органскиот начин на производство со органски препарати. А самиот пазар веќе нуди доста препарати, мораме да кажеме, на органска база, кои што успешно се справуваат со заштита на низа болести и штетници, а со тоа мислам дека лека по лека мора да заживее и органскиот начин на производство. Пред самиот расад земјоделците треба да направат и контрола на плодноста на почвата, бидејќи ѓубрењето со разни препарати може негативно да се одрази врз квалитетот на производите. Според земјоделците, влажниот бран што ќе ја зафати Македонија во текот на викендот кратко ќе ги прекине рано градинарските активности, но стабилното и суво време во текот на наредната недела, земјоделците морат да го искористат за активностите кои се актуелни во овој период од годината.